Што е? Ало? Дали сте спремни? Почитувани, добре дојавте на трибината на Комисијата за транспорт, градежништво и урбанизам на ВМРО ДПМН. Ова вечер во следните 30 минути до 1 час ќе се обидеме да направиме една разлика. Ќе се обидеме да направиме една разлика од времето на владата на ВМРО ДПМН, кога ги спроведуваше проектите од областа на транспортот, градежништвото и урбанизам, и владата на СДС за овие 100 дена, да видиме што тие спроведува. Ако знаеме во отчетот кој што како пракса го воведе ВМРО ДПМН и како пракса го воспостави не само на централната власт, туку и на локалната власт, знаеме дека ВМРО ДПМН реализираше преку 3500 проекти, а голем дел, значителен дел, беа исто така во делот на градежништвото, во делот на транспортот и во делот на урбанизмот. Во интерес на времето, најнапред би сакал само да ги представам учесниците на оваа трибина. Со нас е тука Гоце Димевски, Зоран Крстановски и Дејан Митевски, нели јас Славчо Трпевски. Во интерес на времето, ќе му дам збор на Гоце Димевски да не запознае подетално што владата на ВМРО ДПМН спроведе во изминатите 11 години. Со цел да направиме една паралела. Благодарам. Најпрво би сакала да се заблагодарам за можноста што е возможно да бидам дел од оваа трибина, кај што може да дискутираме се што направила ВМРО ДПМН во изминатиот период во споредба она што го гледаме сега и го видуваме од страна на она што го прави СДС за време на неговото владење. Квалитетна инфраструктура е неопходна за создавање на и одржување на раст и развој на една земја. Инвестициите во инфраструктурата се битен услов пред се за развој на секторот градежништво, кој всушност, кога имаме во една земја развиено сектор градежништво, имаме и уште плюс 25 стопански гранки кои активно и се развиени на високо ниво во земјата. Поучени од таа докажана теза, владата, односно владата предводена од ВМРО ДПМН во изминатиот период, бидејќи и карактеристично за ВМРО ДПМН како политичка партија е тоа што секогаш реализира и прави проекти кои се за доброто на граѓаните, а воедно и за поголем економски развој на Република Македонија. ВМРО ДПМН континуирано инвестираше во инфраструктурата. Пред се во патната инфраструктура, комуналната инфраструктура, стамбената инфраструктура и останатите инфраструктури. Првично би се осврнал на инвестициите во патната инфраструктура, тоа што е значително да се искаже е тоа дека ВМРО ДПМН како политичка партија во изминатиот период има инвестирано, односно реализирано, изградено и реконструирано над 500 километри регионална патна мрежа. Исто така, во изминатиот период владата предводена од ВМРО ДПМН успеа да реализира, да изгради и реконструира над 700 километри локална патна мрежа, што сепак представува значителна бројка во однос на тоа како се биле претходно. Исто така, владата, предводена од ВМРО ДПМН, успеа да изгради и одредени автопатски делници, како што е автопатска делница Табановци-Куманово, исто така успеа да ја заврши реконструкцијата на автопатска делница Велес-Катланово и Катланово-Велес, а воено, многу суштинско и битно во однос на патната инфраструктура, односно инвестициите во патната инфраструктура е започнувањето на трите капитални проекти со кои слободно може да се гордее ВМРО ДПМН како политичка партија. А тоа се започнувањето на изградба на автопатот Демир Капија Смоквица, започнувањето со изградбата на автопатот Миладиновци Штип и започнувањето со изградбата на автопатот Кичево Охрид. Меѓутоа, тука можеме да увидиме еден факт, кој односот на СДС кон овие капитални инфраструктурни големи проекти кои се пред се бенефитни за развојот на Република Македонија се стопирани од нивна страна. Стопирани се со еден вид банални изговори, а тие банални изговори го потврдуваат нивното незнаење, нивното нестручност и неможноста да менаџират големи инфраструктурни проекти кои се бенефитни за Република Македонија. Да, Гоце, еден од баналните изговори за автопатот Смоквица Демир Капија беше дислокација на еден далновод. Само да подсетам,
главна причина за блокирањето кажаа дека не може да се дислоцира далноводот бидејќи истиот не бил запишан во катастерот. Брзоплето донесоа една одлука на која што се повика на владата донесе една одлука на која што се повикува на Законот за трговски друштва со која што го задолжи катастерот да по таа одлука незаконска да изврши упис на цел еден далновод кој што ја поврзува Македонија со Грција. Токму ние од тука, од ВМРО ДПМН, апелиравме дека таква противзаконска одлука не смее да се запише. Им посочивме дека согласно законот за користење на стварите во државна собственост треба да се донесе соодветна одлука и таа да биде спроведена. И за среќа не послушаа, постапија по таа одлука, ја донесоа, ја доставија до катастерот изврши запишување, но еве поминува 30 дена, нема ефект. Се уште не е пуштен. Тоа е жалното, нема ефект. Повели. Понатаму би се осврнал во однос на инвестициите што владата на ВМРО ДПМН ги има направено исто така и во комуналната инфраструктура. Тука само би го истакнал еден голем проект кој започна во 2011 година и тогашната влада предводена од ВМРО ДПМН успеа да обезбедит средства во износ од 50 милиони евра од страна на Европската инвестициона банка и дополнителни 9 милиони евра од страна на буџетот на Република Македонија, кои соодветно беа со одлука на влада распоредени на сите општини кои припаѓаат во Република Македонија. Гоце, дали такво нешто си имало случајно во владите на СДСМ? Ја колку што имам увидено, нема такво нешто искрено. Зашто неодамна вице-премиерот, сегашниот Кочо Ангушев, кажа дека во Македонија имало околу 18% покриеност со канализација, но заборави да каже колку имало покриеност пред доаѓањето на владата на ВМРО ДПМН, односно колку владите на СДСМ изградиле канализација. Искрено ти кажам, баш би сакал да видам од кај му е тој податок. Баш кога прочитав пред некој ден и баш ме интересираше од кај му е тој податок дека толку изградено. Па очигледно некој фингиран податок, затоа што канализационите мрежи воопшто во државата се уште не се запишани во катастерот на недвижности. Ние како влада имавме проект во новата програма, која што за жал немаме можност да ја спроведиме, да се обезбедат доволно средства, бидејќи знаеме дека општините, тоа е прецена или општинска надлежност, немаат средства за реализација на толку големи премери, се со цел да истите да бидат запишани и точно да знаеме каде се има канализациони мрежи и колкава е покриеноста. Значи, во отсуство на таков податок, ова е уште една лага која што ја лиферуваше за жал сегашната влада. За жал. Исто така, би сакал да ги напоменам и инвестициите во стамбената инфраструктура. Тука мора да кажам еден значителен сегмент, тоа што владата предводена ВМРО ДПМН исклучиво градеше стамбени единици за граѓаните на Република Македонија, додека сега можеме да видиме дека владата на СДС, која се карактеризира како реформска, всушност е антиреформска, планира, проведува стратегии, план за домување на мигрантите. За жал. Домување на мигрантите. Исто така би сакал да истакнам инвестиции во останати инфраструктурни објекти, кои се мислам едно најголемите капитални проекти, што ВМРО ДПМН може да се пофали дека ги направила, а тоа е изградбата на Националната арена Филип II Македонски. Тоа е проект кој баш пред некој време сите бевме сведоци. Дали северната трибина се уште на лице место? Дали има? Зашто имаш изјави нели од коалиционите партнери дека само дека се ќе падне, дека не знам што. Видовме дека не успе да падне покрај толкав број на луѓе кои го посетија Суперкупот. Исто така сакам да го истакнам и проектот што ВМРО ДПМН го реализираше, тоа е реконструкцијата и доградбата на аеродромот Александар Велики. И сте сме свесни кој бенефит го чувствуваме ние како граѓани кои имаме модерен аеродром кој не овозможи ефтини летови и ја порано сеќам дека да појдеш во Милано или на пример во Барселона беше невозможно. Веќе ги немавме тие услови што сега ни се дадени како граѓани на Република Македонија согласно новиот изграден аеродром. Исто така на крај би сакал да истакнам проект кој директно сум поврзан, бидејќи доаѓам од јавното сообраќајно претпријатие и кој е по наша надлежност, а тоа е жичарницата, која представува инфраструктурен проект кој е многу препознатлив во нашата држава. Така да тука мора да напоменам еден момент што пред некој време го имав со представници на одредени локални самоуправи од градови, од земји во Балканот, каде што доаѓа и бара искуство од тоа што го виделе во Скопје што се направило со таа жичарница, каков туристички објект станал, каков место препознатливо станало
има само пофални зборови за тој проект, со што ме радува мене што освен што во нашава држава тој проект е препознатлив и надвор од границата на Република Македонија. Да, Скопје генерално со сите проекти привлече многу туристи, но реализацијата на овие проекти Зоки не можеше да биде ако не беа решени имотно-правните работи. Така е. Повели само микрофонот, молам. Точно така. Значи сите овие инфраструктурни објекти, се она што го реализира владата предводена од ВМРО ДПМН во изминатиот период, зависеше на некој начин од претходно расчистување на сите имотно-правни проблеми, а тие беа поприлично. Уште нешто, значи сакал некој тоа да го призна или не, меѓутоа голем дел од економската, да кажеме, политика на владата предводена од ВМРО ДПМН беше посветена на реформи и активности и мерки во делот баш на земјишната политика, земена со конкретен акцент би ставил на градежното земјиште, како во сферата на катастарот, така во делот на управување со градежното земјиште, кое што значише предавање на ингеренции на општините за нормално поголем развој на самите тие. Меѓутоа, акцентот сепак би го ставил на две мерки, односно две постапки кои што го одбележаа, да кажеме, процесот на владење на ВМРО ДПМН во изминатиот период и владата предводена на ВМРО ДПМН, односно тоа се постапките за приватизација на градежното земјиште и постапките за денационализација. Овие постапки сами по себе нормално дека имаат посебно значење за секој оној кој што е засегнат со тие, затоа што приватната собственост како уставно загарантирано право е темел за се понатаму што треба да се развива од економски аспект, зборувам, меѓутоа секако и одличен аспект и така натаму. Значи, самата приватна собственост, стекнувањето на приватна собственост на земјиштето не би значело можеби ништо или не би се ефектуирало толку да не беше толку добра економската политика и сите тие мерки и активности кои што како влада ги преземавме во изминатиот период и кои што секако донесоа бенефит гледано од аспект на, да кажеме, развој на пред се индустријата. Со развојот на индустријата, односно се создаде можност со приватизацијата на земјиштето голем број на индустријски комплекси или приватни фирми кои што претходно работеле во мали индустријски погони да имаат можност да ги прошират своите капацитети. Тоа секако се одрази на поголема побарувачка на лица кои што бараа работа и на тој начин ние со започнувајќи таа постапка за приватизација со редица мерки кои што беа комплементарно една после друга, дојдовме до оној рекордно ниво на ниска невработеност во Република Македонија. Така што сето тоа имаше одредени, се си влијаеше едно на друго. За жал, ова што денес го гледаме, мене ми е искрено и жал што не можеме да направиме некоја споредба во сето тоа. Можеме едноставно само да го кажуваме и да го повторуваме и да ги подсетуваме граѓаните на она што навистина се реализираше во изминатиот период. Уште една мерка која што беше предвидена и во нашата програма, предвидена како во делот на приватизацијата, зборувам, што ќе значеше значително олеснување, особено за правните лица, кое што предвидувавме 1 евро за приватизација на земјиштето, каде што фирмите го користат тоа земјиште. Која цена беше за приватизација на дворните места за граѓаните пред во времето на СДСМ, а во времето на ДПМН, зашто ова е веќе и за правните лица мерка која што приватизацијата на некој начин како еден преодна фаза ја има 2009 година кога владата предводена од ВМРО ДПМН ја донесе измената на претходната уредба за приватизација со која што се определи цена од 1 евро за метар квадратен за приватизација на земјиште каде што живеат во најголем дел граѓаните на нашата држава, значи за индивидуално домување. Тоа значеше, вака е изразено во некој процент, 2/3 од вкупно поднесените барања за приватизација беа после донесување на таа мерка. Тоа самото по себе зборува за позитивниот ефект што го имаше кај граѓаните. Бројка, колку обем имаше на барања на граѓани? Колку граѓани беа опфатени со Значи над 300.000 барања за приватизација до последниот рок кој што истече на 15 декември 2014 година и тоа не е занемарлива бројка, мислам тоа е сепак
прашање кое што, односно постапка во кое што беше вклучено, ајде да не претерам, меѓутоа секое второ може би семејство во држава. Да, да се подсетиме, само да ги подсетиме граѓаните. Приватизација е процес кој што е изискуван од потребата ради национализацијата што го направи режимот од 45 до 90 година и кој што бараше на некој начин, ти што го кажа, уставното начело за неприкосновеност на правото на собственост да се врати кај граѓаните, да се врати кај правните лица. И со приватизацијата и со денационализацијата се исправаше една историска неправда. Да, интересно е, можеби денационализацијата помалку ја забораваме, но истата започна во времето на претходната влада на ВМРО ДПМН, во времето на СДСМ беше максимално бойкотирана и ова време во време на владење на ВМРО ДПМН издејствувавме да од сите тие започнати постапки за денационализација сите се по еднаш решени. Значи по сите барања веќе е постапено поеднаш. Остануваат спорни евентуално. Така што остануваат многу мал број на предмети кои што сепак зависат од одредени спорни прашања и тоа сека е во постапка. Меѓутоа како процес генерално гледано тоа е исправање на историска неправда, односно враќање на земјиштето на оние кои што и треба да го имаат, односно им било земано по разни основи во минатото. Да, приватизацијата е нешто беше нешто и уште нели да ја вратиме собственоста, но колку јас што се сеќавам, Дејан, до 2001 година не можеше да се продава градежно земјиште во Република Македонија. До 2001 година едноставно беше забранет прометот, осем ако не се продави објект. Така, славе прв пат прометот со градежно земјиште се воведе во 2001 година, исто во време на владење на ВМРО ДПМН со донесување на Законот за собственост, други стварни права и Законот за градежно земјиште. И од тогаш наваму во време на владење на ВМРО ДПМН, значи целиот тој процес на располагање со градежното земјиште постојано се надградува се со цел да се доближи до граѓаните и до компаниите. Спроведовме во изминатиот период од 10 години низ мерки кои што влијае да градежното земјиште се стави во функција на граѓаните и на компаниите, да се намалат цените, да стане максимално пристапно до сите заинтересирани. За прв пат воведовме продажба на градежно земјиште по пат на јавно надавање и тоа по цени од 1 евро за одредени намени, пред се за изградба на стопански капацитети, кои што вродија со одлични резултати. Имаме отворено веќе неколку индустријски зони во општините. Ке ги спомнам како пример општина Василево, општина Битола, индустријската зона Жабани, веќе во теке формирање на индустријска зона во Зелениково и во многу други општини низ Републиката, каде што инвеститорите најдат свој интерес да купат градежно земјиште по 1 евро и средствата наместо за цена на земјиште да ги вложат во изградба на капацитети и да вработат што е можно поголем број на... Тоа не се овие тирзови кои што државата ги оставя, тоа се на страна од тирзовите, значи ова се локални индустријски зони каде што сите заинтересирани, дали физички, дали правни лица, има можност на транспарентна постапка, на транспарентен начин, со почетна цена од 1 евро да купат градежно земјиште и да изградат своји индустријски капацитети. Покрај индустријските капацитети, тука се и продажбата по 1 евро на земјиште за објекти за индивидуално домување, каде што направивме максимални напори да овозможиме што е можно поголем број на локации за да може да ги понудиме на граѓаните. Кога сме кај индивидуалното домување, значи ќе го неизбежно да се спомене и процесот на легализација на дивоградбите, пошто за сега најголем дел од граѓаните на Република Македонија, повеќе од 350.000 барања поднесени во законски дадениот рок за во 2017 некаде до мај-јуни да имаме повеќе од 200.000 легализирани објекти кои што се запишани во катастарот. Сите овие 200.000 запишани објекти, односно собственици добили имотен лист и се сигурни дека никогаш тој објект нема да го изгубат. Денови гледаме дека владата на СДСМ предложи измени на Законот за легализација на бесправно изградени објекти во насока на продолжување на рокот за поднесување на барањата, со што само уште еднаш го потврди проектот кој што е почнат од ВМРО ДПМН, односно дека е добар и дека треба да се продолжи
Ова е една убава трансформација на СДСМ, бидејќи јас кога што сеќавам тие гласаа против овој проект кога беше Така, во моментот на легализација, значи во 2011, односно 10-та носење на законот СДСМ гласа против, меѓутоа видеа дека граѓаните имаат бенефити, никој друг од реализација на овој проект и како добра политика почната од ВМРО ДПМН ја прифати и ја проложуваат. Еден меѓу ретките проекти кои што беа добри проекти на ВМРО ДПМН, а ги проложува владата на СДСМ. Како надоврзување на легализацијата на бесправните објекти ќе го надополнам само измените во Закон за градежно земјиште кои што ги направивме да овозможивне собствениците на легализирани објекти да си го откупат и земјиштето. Со што заокружуваме една целина, да има едно лице да биде собственик на објектот, да биде собственик на земјиштето покрај постапката што ја водеше имотно-правни за приватизација, така да докажам проектот дека е во полза на граѓаните и дека опфатена една целина од објект и земјиште. Значи за обкружување на приватната собственост на граѓаните, покрај објектот граѓаните да имаат можност она што го изгубиле во времето на комунизмот да си го повратат, да се вратат својата собственост. Покрај овие проекти, значи кои што ги набројав, спроведовме низ други проекти. Ќе го споменам процесот на издавање на градежни дозволи. Може би една од причините заради која што имало толку многу дивоград бе поради тоа што издавањето градежна дозвола било мисловна именка за граѓаните. Кој што знам, веќе овој проект се имплементира во соседните држави, е пример како треба. И по бизнес извештај на Светска банка, Македонија е 10 реформатор во свет, втори реформатор во Европа по однос на постапката за издавање одобрение за градење, што значително го подобрува индексот, односно рейтингот на Македонија во целокупното водење на бизнисот. Од 2007 според Doing Business, Македонија во постапка за одобрение за градење беше на 86-то место. А сега успеавме за нецели 10 години да стигнеме до второ место во Европа, 10-то место во свет по однос на реформи спроведени во одобрение за градење. Познаната надвор од држави. Како да се гледа на Македонија. Веќе се имплементира во соседните земји. Јас колку што имам информации, значи преземе на нашиот проект и од Албанија и од Србија, така да Хрватска, така да еден успешен проект кој што има мултиплициран ефект, односно се пренесува во соседните земји. Уште еден проект само ќе го споменам накратко, значи проект што го почнавме 2016 година, изработка на урбанистички планови за проектот Купи куќа за млади. Еден проект кој што имаше огромен интерес кај граѓаните, беа опфатени 50 општини со исто толку урбанистички планови, каде што ќе беа предвидени локации од минимум 100 парцели за продажба на локации за индивидуално домување, каде што граѓаните по почетна цена од 1 евро ќе може да ги купуваат и кога земеме како целина со проектот на Министерството за финансии за субвенционирање на стамбениот кредит и полни локации од 1 евро, ќе имаше одлична можност сите оние кои што немаат решено стамбено прашање тоа да го направат, меѓутоа гледаме денови веќе и 3 месеци откако е дојдена новата власт, воопшто не се ни спомнува тој проект, ниту пак имаме некаков напредок, односно не е донесен ниту еден урбанистички план од вкупно 50 кои што беа започнати во општините. Ако може да се надоврзам јас, па ќе продолжиме. Значи, сите овие реформи, сите овие работи, фактички патиштата, канализациите, училиштата, градинките, сите објекти, приватизацијата, откупот на градежното земјиште, сето тоа требаше да се запише во катастрот. Во 2006 година начекавме една руина во катастрот. Значи, граѓаните од Скопје добро се сеќаваат, а и граѓаните од Прилеп тоа го знаат, или од Охрид, например, во Охрид катастрот го викале нервно. Затоа што кога ќе појдеш таму, треба да бидеш спремен, а во Прилеп, например, го викале на уред, на доктор како да одиш, затоа што редиците биле од катастрот па до пазарот. А во Скопје пак имаше професионални чекачи.
Таму беше тешко да се влезе, бидејќи беше стара зграда, барака, беше тешко да се влезе во дворот, па имаше професионални чекачи, луѓето си чекаат за определен доместок, за да чекаат ред, бидејќи таму доаѓа во 5 сата, чекаат до 5 попладне за да стигнат, внимавај, на еден шалтер. Тоа го начекавме во катастарот. Изминативе 10 години се направија големи реформи во катастарот. Катастарот е по Doing Business извештајот на Светска банка, бидејќи тоа е еден голем репер во делот на земјишната политика, бидејќи во делот на регистрација на имот учествуваат повеќе субјекти, не е само катастарот. Е на високото 17-то место во светот, а е 10 во Европа, а во регионот сме убедливо први. Значи, од една руина направивме електронски катастар во кој што е имплементиран на целата територија на Република Македонија, во кој што се влезени сите права, во кој што имаме еден обединет систем на графички податоци, на алфанумерички податоци. Исто така го направивме електронскиот шалтер. Денеска да појдете во катастрите веќе нема нервно, нема доктор, затоа што преку 60% од граѓаните своите услуги ги завршуваат онаму каде што е започнале. Например, ако имаат решение за приватизација, управата за имотно-правни по електронски пат го доставува до катастарот, граѓанинот воопшто не доаѓа. Ако имаме решение за откуп на градежно земјиште, тоа се доставува до катастарот по електронски пат. Исто ако имаме регистрација на некој инфраструктурен објект, било да е тоа стадион, било да е некоја пруга или да е автопат или да е некој друг објект, тоа се прави електронско. Да, повели слободно, да. Прекинат, значи мора да споменеме тоа што ги доближивме катастарот и преку нотарите и преку единиците на локалната самоуправа, секаде онаму каде што немаше можност да се отвори одделение на катастарот, добија можност нотарите и општините сами да издаваат одредени податоци од катастарот, што уште олесни работата и го намали редот на чекање на шалтерите во катастарот. Спорим ефикасност. Да, апсолутно. Значи, катастарот од еден шалтер во 2006 година, најнапред направивме на нова зграда, да направиме услови за граѓаните да имаат нормален пристап до катастарот, но и вработените во катастарот да имаат нормална работа. Сега веќе од тој еден шалтер или 110 шалтерски места физички низ цела Македонија на катастарот, во моментот покрај тие 110 шалтерски места имаме уште преку 750 професионални корисници што се поврзани. Тоа се сите нотари, сите геодетски фирми, сите општини, сите проценители, управите и други институции, така да граѓанинот веќе нема потреба да доаѓа до катастарот, докато земјоделец може да извади кај било кој од овие професионални корисници. Покрај работата на самиот катастарот се вклучи во низа на други проекти, фактички полека од не само катастар, следејќи ги модерните трендови, катастарот се разви во еден мултифункционален систем, така да го доразви системот за урбанизам. Тоа не го спомна дека во Република Македонија исто е примери во тој дел, а носењето на урбанистички планови е комплетно електронски. Тоа е нешто што не знам дали го има во светот, дали сме уникати или можеби неколку случаи во регионот сме апсолутно лидери. Катастарот ја разви графичката компонента, така да и самата транспарентност, така да сега после носење на секој план веќе истиот се објавува на веб страната на катастарот, на ГИС порталот. Секој граѓанин може да види што е предвидено да се гради. Исто во делот на транспарентноста на пазарот на недвижности, катастарот ја го разви регистарот на цени, така да на секој тромесечие се излегува со цените како се движат на становите, на земјиштето, на деловниот простор и така натаму. Токму така, а граѓаните можат истото сето тоа да го видат на веб страната, односно секаде онаму каде што заинтересирани можат да пристапат и да видат како се движат цените. Има многу работи, ако продолжиме да зборуваме за нашите проекти, ќе биде реформи во да. Значи, од она што 100 дена на влада се помина во делот на катастарот, имаме некои затрчување, јас би рекол, да покажеме дека имаме некои резултати или дека треба да реализираме некој дел од програмата на владата, но без да биде промислено, без да се консултираат експертите, без да се види што се прави.
Иначе, како за споредба, само во програмата на оваа влада, во катастрот има само 4 проекти. Тоа е проектот адресен регистар, кој што ние го започнавме. Јас искрено се надевам дека ќе го завршат, бидејќи без него тој е еден од основните регистри во државата кој што треба да се направи строго по Inspire стандардите. Тоа е едниот проект. Вториот проект има намалување на цените во катастрот, значи без никаква анализа, тоа им стои во владата. Третиот проект е националната инфраструктура на просторни податоци, која што е обврска од Inspire директивата. Они кажуваат дека ќе ја воспостават во самата владина програма. Владата очигледно не знаела дека законот е веќе донесен, подзаконските акти се донесени, договорите се случени, владиниот националниот геопортал е веќе на место, 4 институции веќе се поврзани, зрачат со него, но владата повторно ќе го воспоставува, се надевам дека тој лапсус ќе си го коригираат и ќе направат фокус на другото, на тоа дека сега ќе треба да се соберат податоци и тој владин геопортал да се наполни со податоци, како би биле спремни да го пратиме трендот на Европската унија, бидејќи таму до 2019 година сите членки веќе треба да комплетно не само да го направат, како ние што сме го направиле, туку да се наполни и со податоци. Четвртата работа е носење на закон за геодетска дејност. Еве, за можеби не знаете, закон за геодетска дејност имало до 1990 година, но како дејност согласно препораките од Европската унија, согласно антимонополските директиви, регулативи што се носат, забрането е преферирање на било каква дејност, вклучително и оваа геодетска дејност. Затоа во 2008 година со помош на колегите од холандскиот катастар, шведскиот катастар, експерти од Светска банка се укина тој закон и се донесе сегашниот закон за катастар на недвижности. Така да овие се 4 проекти кои што се содржани во владата, а наспроти ова во понудата која што беше дадена од ВМРО ДПМН имаме преку 23 проекти, што значи мултифункционален катастар, што значи дополнителен развој, дополнителни бенефити на граѓаните, како што може да видите, нема ниту еден проект за подобрување на податоците на катастарот, нешто што им е проблем на граѓаните што сакаат да го решат, а не проблеми што ги имаше во Драчево, во други места каде што во најголем број беа решени, но дополнително може да се подобрат податоци, дополнително да се решат, но ги заборавија дефинитивно граѓаните и се истрчаа со една пресконференција каде што кажа ние од 1 септември ги намалуваме цените на катастарот за 50%, а кажа и дека под маглата дека имаме либерализација на пазарот кај приватни геодетски фирми, фактички кажа дека ќе има зголемување на цените, бидејќи сегашната минимална цена ја прават максимална цена на услугите. Денеска сме веќе 7 септември, ништо нема од тоа 50% намалување на цените во катастарот. Денеска цената на имотниот лист е иста, сите услуги на катастарот се исти, онакви какви што беа, бидејќи ние веќе во овој 11 годишен период имавме реална потреба, но и економска логика да ги намалиме нанапред во 2007 година за 50%, значи какви цени од СДС наследивме, тоа беа астрономски цени. Ги намаливме 2007 за 50%, 2010 ги намаливме поедини производи од 10 до 72%, за во 2014 година, имајќи предвид дека катастарот веќе има електронски катастар, многу производи ги дигитализираше, се поврза со сите овие институции, се донесе одлука да сите електронски производи да се намалат за дополнителни 19%. Катастарот е непрофитна институција, но од друга страна мора да ги одржува системите, мора да се плаќаат платите на вработените, бидејќи се стреми кон самофинансирачка институција и евентуално намалување на цени без при тоа да се има во предвид трошоците кои што катастарот го има, тоа е во носење на катастарот во директен банкрот, кој што се надевам дека нема да се случи, дека еве после нашите апели гледаме дека не направија намалување, се надевам дека ќе преовлада разумот. Да, само да се надоврзам. Мислам дека отсуствува интерес или волја за навистина реално решавање на проблемите. Имаме редица примери во сите области. Јас себе да се надоврзам на делот на политиката со земјиштето, со градежното земјиште. Постои во процедура поднесене предлог и навистина ја поздравувам таа иницијатива од пратеничката група на ВМРО ДПМН, предлог измени на законот за приватизација со кој што се решава
се наоѓа, односно се нуди решение за еден проблем со кој што се соочуваат голем број на граѓани во државата. Тоа беше случај со оние кои што немаат поднесено барање за приватизација на земјиштето во роковите што постоеа заклучно до 15 декември 2014, а нема ниту поднесено пријава во катастарот во онаа дополнителна можност што им ја дадовме на граѓаните до 15 јуни 2016 година. Тоа беше за градежно неизградено земјиште, мислам дека. Да, значи се работи за една категорија на граѓани кои што без никаква вина собствена зборувам, ниту знаеле дека се наоѓаат во таква ситуација и дека треба да остваруваат права за приватизација или да поднесуваат пријави. Биле доведени во донесен законот за национализација од 58 година. Точно. Значи земјиштето одеднаш од собствено станало односно се национализира, општествена собственост и така натаму. Во изминатиот период навистина имавме многу теренски посети и го лоциравме тој како проблем. За жал со политичката криза и нефункционалноста на собранието и не можевме да ја завршиме таа работа и да кажеме на луѓето да им го дадеме и таа можност како наш закон во случајов. Меѓутоа, сега ја гледаме позитивната иницијатива, пак ја продолжение на некој начин од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН, да се надоврзам на тоа дека незаинтересираноста на владата на СДС да ги решава конкретни, ова што го напоменав барање, се гледа и во тоа што тој закон и воопшто не доаѓа на дневен ред во собрание. Значи, ја се работи за навистина голема бројка на граѓани кои што еднаш за секогаш би си го решиле тоа право со собственото земјиште. Автопатите не застанаа. Само сакам се надоврзам на дискусијава од аспект на инвестицијата во патната инфраструктура што можеме да увидиме од страна на СДС, тоа што ветија 500 километри автопати, магистрални патишта, регионални патишта, а ние не видовме ни еден километар изграден пат. Дали има проектиране евентуално може? Па и тоа е прашањето. Тоа не можеме да го видиме. А постојниве што се започна? Тие се генерално, кој што може да видиме дека тие три капитални ги блокира. Тоа е интересно, на пример. И сакам да кажам еден момент што пред некој време иде за јавност со официјални статистики, каде што се потрошени 350 милиони евра, дел задолжување, дел топење на девизни резерви, а реализација на еден проект. Прашањето, кај се парите? На што се трошат парите? Има ли одговор за тоа? Нема, за жал. Никој не слушна. За жал нема. Никој не слушна. Никој не иде за да каже за што се троши, за што се наменети тие средства. Сепак не се малку, 350 милиони евра. Да, тоа е нешто што е огромен износ, нешто што испаѓа дека се непродуктивни трошоци. Што нешто што за жал не беше случај во времето на блокирањето на владењето на ВМРО ДПМН. Блокирањето на автопатите веќе директно се одразува на самата економија. Знаеме дека на автопатите работеа повеќе од 3000 вработени во оние пикови, во оние летни периоди. Тој број секако се намалува во текот на зимата. Знаеме дека ти спомна на почетокот на излагањето дека тоа е гранка која што обединува преку 25 други гранки и ефектот од блокадата, ефектот од целата таа работа, имаме пад на бруто домашниот производ генерално за 2,2%, а пад на градежништвото за високиот пад на посечна нето плата. Да, последна статистичка кажа дека имаме пад. А се тоа влија и застојот на изградбата на автопатите. Односно, несакањето, незнањето за менаџирање со големи инфраструктурни проекти. Па тоа е повеќе од видно дека оваа влада, овие министри немаат способност, немаат капацитет за реализација на проекти, што е ќе ВМРО ДПМН докажан капацитет за реализација на проекти. И тоа граѓаните тие проекти тоа е една работа. И втората работа, ниту па се труда да купат знаење, да побараат искуства од надвор, од внатре. Има многу експерти во Македонија кои што ги разбираат овие работи, едноставно најдобро за нив испадна. Сакам да напоменам и карактеристика и да се китат тужи перја. Да. Знам пред некој време имаше јавно известување од страна на влада дека успеале да обезбедат грант за изградба на магистралниот, односно на градско прилеп. Така да, кога се излезе се кажа како се работите. Добро, тоа е најверојатно еден од проектите кои што сепак го прифатија да го реализираат. Тоа е еден од проектите кој што е значен за огромен дел од граѓаните на Република Македонија, односно почнувајќи од Градско, Кавадарци, Прилеп, Битола, Ресен, значи опфаќа речиси половина држава. Она што беше потребно, значи покрај обезбедување на средства, еден
пат, дали е регионален, магистрален или автопат, значи потребно е време и да се испроектира, се направат сите потребни испитувања, да се најде изведувач, да се обезбедат средства. Затоа вака ми беше чудно ветувањето 600 км автопат така лесно, знаејќи од претходно искуство колку се треба чекори да се помине за да се напор треба да се дојде да се стигне до тоа. Ке се надоврзам на дискусијата од Гоце Преска, спомна стамбената изградба и тука не гледаме некои поместување во стамбената изградба. Нема најава за изградба на нови социјални станови, на станови за млади брачни парови, за станови од социјалните категории, за станови во комерцијална продажба, така да и во тој дел неизградбата на такви објекти придонесува за пат на градежништвото. Еден клучен проект што изумивме преска да спомнеме, тоа е изградбата на катни гаражи. Да, катни гаражи, да. Огромен проект за град Скопје, повеќе илјади паркинг места се обезбедени во централно градско подрежје, што директно помага за намалување на сообраќајниот метеж. Дел се од градот Скопје изградени, дел се од владата преку јавното претпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, меѓутоа дел преку онаа земјишна политика, односно ставање во функција на градежното земјиште од страна на приватни инвеститори кои што купиле локација по поволни услови се со цел да изградат катна гаража која што знаеме дека не е профитабилен бизнис, затоа создаваме услови да може да се градат. Така да сите овие се ова немање на градежни активности се влие на пат на гранката на градежништвото, а со тоа и сите други последици кои што ги повлекува намалено индустријско производство, намалување на работна сила, намалување на просечна плата и така натаму. Да, генерално блокирањето на процесите од една страна, а од друга страна еве на пример и актуелниот пример понуди отчет во кој што промовираше дека се завршени 5 работи. Ако го споредиме со отчетот од владата на ВМРО за првите 100 дена од последниот мандат имаше преку 50-60 реализирани проекти. Ги спомнат Тиризовите, исто вреди тука да се спомене и одлуката на владата, се актуелната влада за едноставно да се укине доверливоста на договорите за државната помош. Убаво е тоа да се објасни за граѓаните дека тој закон е согласно европските принципи, сите европски држави имаат такви закони во кои што се доделува таа државна помош за се со цел да се дадат поволности за да се привлечат што поголем број на инвеститори. Ово укинување јас би го споредил со еве да се донесат влада да се укинат да се укине тајноста на личните податоци на граѓаните или тајноста на банкарските сметки. Ако се ова реализира во пракса, тоа ќе значи исто како например ако на граѓаните им се откријат тајноста на сметките, тие повеќе нема да ги вложуваат парите во банките. Тоа ќе се случи ако тоа се реализира во пракса. Читаме дека 3 странски големи компании сака да си спорлечат. Ако тоа се случи, тоа ќе значи дека Македонија, за жал, не само што сега ќе изгуби работни места, туку во иднина ќе биде ставена на црната мапа на странски инвеститори кои што би дошле во Македонија, бидејќи доверливоста, вербата во државата, правната сигурност, владењето на правото се основните принципи на Европската унија на кои што почива и нашиот устав. Па оттаму рушењето на овие основни принципи, рушењето на доверливоста, тоа ќе значи одење на странските инвеститори, тоа веќе некои го најавија дека тоа веќе ќе го направат, а да не збориме за нови кои што владата на ВМРО остави преку 60 инвестиции кои што веќе беа најавиле дека ќе дојдат во Република Македонија. Значи пораката што испраќа сегашната влада во делот на странските инвестиции, ве молиме не доаѓате. Ние како ВМРО би упатиле можеби апели до инвеститорите да се стрпат малце со одлуките, да не отпуштаат луѓе, веруваме дека ќе преовладува разумот, да не се случи тоа бидејќи макотрпно се мачевме да невработеноста од 38% преку илјадници проекти да ја намалиме на 22%, сега може преку ноќ да ни се врати назад. Затоа оваа влада пред да презема она голопартиски проекти, голопартиски решенија само на дневна политика да добие некој процентен поен, треба да ги запре, треба да се гледа за еднината на граѓаните, за семејствата, за фамилиите. Како Комисија за транспорт ќе продолжиме да ги следиме активностите на актуелната влада, но секако ќе даваме и предлози за подобрување, критики, онаму каде што ќе видиме дека
дека стварно владата работи спротивно на интересите на граѓаните, спротивно на интересите на едноставно на компаниите. Морам да кажам дека како комисија сме вклучени во делот на изготвување на идната програми, на нашите предлози за градоначалници. Предлозите новата програма која што се спрема, која што е во завршна фаза, ќе има многу нови проекти по делот на се разбира на локалната самоуправа, бидејќи пред се работи за локални избори, ќе има нови канализациони системи, нови комплетна нова локална инфраструктура. Скопје е еден од првите смарт градови во регионот. Секако во новата програма ќе има и такви проекти кои што успешното менаџирање со сообраќајот, успешното менаџирање со целокупната инфраструктура ќе биде дополнително напредено, но сигурно ќе биде проследено и кон сите преостанати општини, онаму каде што ВМРО ДПМН ќе добие довербата. Како партија ќе бидат предложени најдобрите можни кандидати кои што се докажани во изминатиот период, кои што реализира и стотици проекти и кои што се гаранција дека сето она што ќе влезе во програмата на кандидатот за градоначалник, тоа ќе биде и реализирано. Повелете доколку имате уште нешто или тука да превршуваме. Тука би завршиле, се надевам дека во иднина ќе имаме уште повеќе и наредно следни панели, следни трибини на кои што ќе можеме, како што кажа Славе, да ги критикуваме проектите доколку ги видиме на дело да се реализираат, а секако од наша страна веќе работиме интензивно на тоа да предлагаме квалитетни законски решенија кои што ќе значат добро за сите граѓани во државата. Добро, благодарам на сите за оваа трибина и до скоро видување.